По објавените податоци и по коментарите на заокружените бројки за новородени во гинеколошко-акушерското оделение при Кочанската здравствена установа, со коментари и реакции се јавија поединци од медицинскиот персонал и пациенти кои добиле или не добиле соодветна здравствена нега. Редакцијата на телевизија Кочани по електронска пошта доби неофицијални податоци за бројот на новородени во 2018 и 2019 година, од кои се гледа позитивната разлика односно зголемувањето кај новородени бебиња. Според нив, во 2018 година во Кочанската болница се реализирани 168 порадувања, а во 2019 191. Позитивната разлика е 23 бебиња. Да подсетиме дека официјалните податоци кои ги објавија одговорните во изјавите дадени при раѓањето на првото бебе во 2020 година беа околу 30 новороденчиња, или за околу 20% повеќе од преклани, што е премногу произволно и неточно. Значајно за граѓаните е и што на гинеколошко-акушерското оделение во Кочани во периодот од јануари до јули 2019 година со царски рез се породени 20 жени, но потоа истите се стопирани. Во меѓувреме, во соодветните оделенија во Штип и Скопје на порадување со царски рез се испратени 60 жени. Нашиот извор вели дека само во последните 10 дена над 10 порадувања со царски рез наместо во Кочанската се извршени во други медицински установи. Пациентките кои се изложени на додатни трошоци поради порадување во други градови се прашуваат зошто во делот на порадувањето со царски рез не функционира Кочанското гинеколошко-акушерско оделение, кога се знае дека располага со соодветен кадар. Инаку податоците на Државниот завод за статистика, кои се однесуваат на државно ниво, на некој начин се контрадикторни со локалните податоци, бидејќи велат дека бројот на новороденчиња во првото тримесечие од 2019 година во споредба со истиот период од претходната година е намален за 13,3% и изнесува 4555 живородени деца, што значи дека во државата пред се поради селување на младите показатели во оваа сфера бележа тенденција на намалување, во локални рамки испаѓа дека се позитивни до ниво на бејби бум. При тоа, за споредба, никој не споменува дека во 2010 година се направени дури 531 порадување.